Била утната, ама сепак испадна дека не била промашена. Проблематизирањето на автопатската делница од Кичеве до Охрид испадна дека било политика. Ова дефинитивно станува јасно откако власта призна дека овој проект не бил промашен како што впрочем се тврдеше во изминатиот период. Од друга страна за Кичеве Охрид, да се согласувам дека не била промашена трасата, можеби тоа е терминологија која што се употребуваше не од СДСМ. Зошто власта сега го менува вордингот за капиталниот проект кој беше почнат да се гради уште во времето на претходната влада е нејасно. Доснењето на проектот кој беше стопиран откако СДСМ дојде на власт се правдаше токму со промашена траса. Тоа повеќе пати го повторуваше и премиерот Зоран Заев кој тврдеше дека целиот проект бил дури и криминално дело. Заради тоа што мора да знаат граѓаните дека цела траса е промашена на патот Охрид-Кичево, проектот и она што е вистинската траса. Изградбата на трасата од Кичево до Охрид во должина од 57 километри започна во 2014. Првичните проекции од преходната власт беа дека тој ќе не чини околу 375 милиони евра. Сепак по доаѓањето на власт на СДСМ, договорот со кинеската градежна фирма Синохидро два пати се дополнуваше со анекси, се пробиваше рокот, се зголеми сумата за половина. Па така сега целиот проект, на чија реализација ќе треба да чекаме уште немалку 3 години, ќе не чини дополнителни 187 милиони евра.